Пред само 2 недели немаше голем број деца болни од настинки и вирози. За кратко време, со променливоста на температурите, детското оделение во Кочанската општа болница се наполни со деца со горни и долни респираторни заболувања, настинки, вирози, со клиничка слика на висока температура, повраќање, малаксаност. Станува збор за деца со искомплицирани вирози кои преминуваат во бронхопневмонии, за кои понатаму е неопходно болничко лекување, информираат лекарите педиатри на детското оделение. Тие додаваат дека честите промени на времето и ниските температури ги наполнија амбулантите и дека претежно се работи за вирози кои лесно поминуваат во бронхити, кои децата заради намалениот имунитет тешко ги поднесуваат. Што се однесува за малите сипаници, од оделението информираат дека нема заболени деца од морбили. Инаку, велат педиатрите од детско, оделението е преполно и поради тоа полесните вирози не ги задржуваат, туку ги праќаат на домашно лекување. Оние кои се задржани на оделение претежно ги лекуваат во Кочанската болница, а само еден случај на посериозна клиничка слика е препратен во Скопје. Сите други случаи се лекуваат тука со инфузии иако е потребно антибиотици. Во однос на возраста, лекарите истакнаа дека на оделението претежно се деца на возраст од 0 до 4 години. Лекарите советуваат дека покрај редовното земање на витамини, доколку граѓаните се во можност да се избегне градската средина и да се прочистат белите дробови, да се избегнува близо контакт со луѓе кои се болни и имаат настинка, односно кашлаат, киваат, имаат покачена телесна температура. Добро е, велат лекарите, почесто да се мијат рацете со вода и сапун или со дезинфекционо средство, да се загреваат просториите за престој и често да се проветруваат, да се пијат топли напивки како што се чаеви и супи, овошни цедени сокови, свежи продукти богати со витамини и минерали, најдобро е овошје и зеленчук кои му се неопходни на организмот. Во овие зимски месеци да се практикува здрав начин на живот и здрави навики, вклучително добар сон и одмор, но и одржување на физичката и психичката активност.